Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Новите лица на Филипче во суштина се стари кадри на Заев. Неквалитетни, некомпетентни и лица кои јавноста не ги памти подобро. Такви примери се Александар Наумовски и Драган Крајовски, членови на новото раководство на Филипче, напишано од Заев. Да ја потсетиме јавноста на овие двајца нови кадри на СДС. Александар Наумовски е поранешен градоначалник на општина Ѓорче Петров во периодот од 2017 до 2021 година, кој е запаметен по тоа што првиот чекор по преземањето на градоначалничката фотелја, тој си ја зголеми платата, си купи BMW X5, а на граѓаните им порача, цитирам, па нема ние со магариња да патуваме. За време на неговиот мандат, граѓаните на Ѓорче Петров се соочуваа со сериозни проблеми како недостиг на вода за домашна употреба, недоволен број на места во детските градинки во општината и комунални проблеми во повеќе населени места. За време на ковид кризата, наместо средствата да бидат насочени кон заштита на здравјето и животот на граѓаните, Наумовски потроши околу 10 милиони денари или околу 180.000 евра за партиски вработувања преку договори за привремени ангажмани. Од вкупно 256 ветени проекти, Наумовски реализираше само 18, односно 6,6%, меѓу кои и два пати асфалтирање на истиот кружен тек во Волково во рок од 5 месеци. При крајот на мандатот Наумовски се обиде да протурка 25 урбанистички планови за само 6 месеци, со цел да може да профитира. Наумовски, исто како Зоран Заев и Венко Филипче, беше дел од сомнителни тендерски шеми. Пример за тоа е набавката на 2 машини за перење за општинска градинка по цена од 25.500 евра. Тендерот го добила фирма со седиште во непосредна близина на општинската зграда и соседството каде што живее Наумовски. Фирмата која редовно добивала тендери во општина Ѓорче Петров и градинката Росица, или за 2 месеци општината имала распишано 4 тендери и сите 4 тендери ги добила истата оваа фирма. Од друга страна, неговиот колега Драган Крајовски, исто така неуспешен адвокат, во 2017 година беше именуван за директор на затворот Црн мост во Битола од страна на Зоран Заев. Како директор, тој по личен избор вршел распоред на осудени лица за престој во отворени затворски оделенија. На 11 јули 2023 година во затворот Црн мост избумна пожар во една од затворските келии, при што беше повреден затвореник, а за овој инцидент Крајовски целосно молчеше и не ја информираше јавноста. Европските пари кои беа потрошени за реновирање на затворот беа под знак прашање, бидејќи за само 2,5 години ѕидовите се ронеа, а пречистителната станица не беше во функција. Крајовски се поврзува и со случајот во средношколскиот дом Мирка Гинова во Битола, за кој основното јавно обвинителство отвори истрага поради сомнежи за злоупотреба на службената положба, каде што во повеќе наврати користел службено возило за приватни патувања во странство за време на викенди во Албанија и Србија. Крајовски инаку важи и за близок до поранешниот директор на АДСМ, а сегашен бегалец Васко Ковачевски. Почитувани граѓани, овие луѓе се остатоци од Зоран Заев, кој Филипче ги собира бидејќи неговиот ментор Заев така му кажал. Со овие луѓе СДС оди под 100.000 гласови. Ви благодарам.